Драги сограѓани, почитувана јавност, представници на медиумите, задоволство е повторно да се биде во собранието, задоволство е да се видиме повторно, се надевам дека ќе имаме уште по-продуктивен период во собранието, каде што ќе успееме да премостиме некои проблеми кои ги имавме досега во собраниската процедура и мислам дека тоа е во интерес на сите граѓани, затоа и после овој изборен процес ние доаѓаме во собранието со искуствата кои ги имавме од изборниот процес, особено јас како пратеник во ова собрание кој беше непосредно вклучен во изборниот процес, особено во вториот круг во град Скопје. Сметам дека со овие свежи, автентични искуства треба да се вратиме во собранието и да разговараме за самиот изборен процес кој го имавме, затоа што голем дел од недостатоците ги знаеме, со години се провлекуваат, но секогаш секој нов процес носи нови искуства и нови индикатори за проблемите кои ги имаме и за потребата за собранието да ја третира оваа материја посуштински, а не козметички како до сега. Сметам дека е најсоодветен момент да ја отвориме долго потребната јавна дебата за изборниот законник. Кога ќе го спомнеме ова, сметаме дека на нас е оставено да покренеме јавна расправа во Комисијата за политички систем, и тоа јас ќе го направам како член на Комисијата за политички систем, со тоа што ќе влезам во комуникација со председателот на Комисијата пратеникот Лупчо Пренжов, за во најскор можен рок да може да се организира оваа јавна расправа. Зошто сметаме дека е потребна оваа јавна расправа токму сега? Затоа што не само ние како кандидати, не само овој законодавен дом како пратеници, туку сметам дека и пошироката јавност, сметам дека медиумските чинители, граѓанскиот сектор, сите мисии, меѓународни инстанции кои се бават со оваа проблематика, па и граѓаните имаат најсвежа меморија за се што се случуваше во изборниот процес досега. И затоа сметам дека е сега потребно да влеземе во оваа процедура за јавна расправа, затоа што ако многу од законите се закони за партиите, ова е закон за граѓаните. Изборниот законник е законникот за граѓаните, затоа што тој се однесува на највисоката демократска алатка, тоа е алатката да се избира и да се биде избран. Оваа законска материја се однесува на непосредното делегирање на мандати на различни нивоа на власта од страна на граѓаните за нивно представување. Така што сметаме сето дека дозволуваме истите недостатоци да ни се провлекуваат од процес во процес. И од процес во процес да се огледуваме нови недостатоци и нови ситуации кои се менуваат, како што се менуваат и фактичките услови на теренот и во нашата политика, тогаш сметам дека навистина насочно ни е потребна една вистинска, длабока јавна расправа. Кога ќе спомнеме јавна расправа, иако веќе оваа тема е апсолвирана за многу организации, за многу мисии, особено за мисијата на ОПСЕ, која низ години дава своји оценки за изборниот законник, а сепак сега е потребно да се вклучат сите. Сега е потребно да се вклучи граѓанскиот сектор со нивните забелешки, потребно е да се вклучат мисиите и меѓународните инстанции, како ОПСЕ, потребно да се вклучи академската фела и крајно треба да се вклучат граѓаните преку медиумите. Затоа што крајно ова се однесува за најшироката кохорта во нашето општество, тоа се широките маси. И затоа е потребно јавната расправа да се иницира сега. Зошто ја иницираме, иако спикерот Гаши најави дека ќе ме измени во изборниот законник? Го иницираме затоа што сакам да ве потсетам дека во скратена поставка веќе постои изборен законник и негови измени предложени, а тоа ние го направивме кога настана состојбата со финансирањето кое преку правилникот на АВНО ни беше оневозможено. Ние го дадовме овој материјал во процедура и дојде до пратениците, а денеска имаме седница, иако има деловничка обврска да се најде тој материјал пред пратениците, го нема. И го нема. И затоа не можеме ни да очекуваме добра волја од мнозинството и крајно не можеме да им веруваме. Затоа што доколку ова мнозинство сакаше да ги исправи работите за изборниот законник, никој не ги спречуваше ние да заседаваме кога настана спорната ситуација во однос на финансирањето. Јас сакам ова да го експлицирам затоа што во извештајот на ОПСЕ за овие избори експлицитно се наведува, тоест во случајот се наведувам јас
поединечно, како кандидат на левица во вториот круг на град Скопје, како кандидат кој имал непропорционални алатки на располагање во однос на против кандидатот. И тоа е забележано. Тоа е забележано како нешто што спречува нашиот изборен процес да добие оценка демократски. Затоа што во извештајот на ОПСЕ никаде не се вели дека овие избори беа во демократски дух. Да, имаше слобода за политичка асоциација, ама мислам дека тоа не е минимумот кон кој треба да целиме. Ако ни се одземе можноста воопшто политички да имаме афилиација, тогаш можеме и официјално да прогласиме диктатура на владачкото мнозинство. Ама не е тоа поентата. Поентата е ова нулта точка на која се наоѓаме, да видиме што можеме денес да направиме за таа нулта точка и тоа што можеме денес да го направиме е да иницираме јавна расправа во склоп на собранието. Од друга страна, во извештајот на Европската комисија кој го добивме скоро, се вели нешто што треба сите да не загрижи, а тоа е дека во македонското собрание постои крајна поларизација и несоработка. И тоа можеме ние сите да го потврдиме. Ние години и пол дена имаме мандат каде што не се прифаќаат амандмани на опозицијата, не се прифаќаат законски измени на опозицијата. И зарем мислите дека стотици илјади гласови кои ги дадат своите гласови за опозиционите партии, тие не треба да бидат представени во ова собрание? Зарем тие идеи не треба да бидат представени во ова собрание? Не, треба апсолутно, но владачкото мнозинство е исклучено за било кој диалог, за било кој диалог. Години и пол дена собранието е претворено во штампара за нивната воља. И како во услови кога и европскиот извештај вели дека има поларизација која не ја овозможнува соработката, како тоа ние цело време да бидеме повикувани на соработка и пак сме спремни за соработка. Ама не можеме да им веруваме на владачкото мнозинство дека ќе има добра волја и дека ние ќе дојдеме до некое решение кое ќе ни одговара на сите нас, а тоа се решенијата кои се во интерес на граѓаните за нивното представување и нивното доследно политичко партиципирање во општествените процеси. Потребно е да се подсетиме дека ова собрание мора измените да ги донесе на време, затоа што не смееме повторно да дојдеме во состојба каде што ад хок ќе решаваме такви клучни прашања како нашиот изборен процес. Кој ни гарантира дека нема да има предвремени избори и да нема предвремени избори? Не можеме да чекаме Африн Гаши од брифинг во брифинг на новинарите да им вели еве сега почнуваме изборен законник, еве само што не сме почнале, еве една изборна единица. Се што тоа ние сакаме да го чуеме, ама крајно нема да го добиеме. И на крај повторно ќе имаме недемократски избори. Дурно веруваме на Гаши и на Мицевски и на сите чинители во ова собрание и ние на крај завршуваме со недемократски избори. И тука треба да го поставиме прашањето дали ќе дозволиме повторно да дојдеме во ситуација каде што ќе бараме ад хок решенија наместо да почнеме сега, кога е свежа меморијата од изборниот процес, за да се вклучиме во изнаоѓање на решение. Време изборниот законник да стане стабилна основа за демократијата, бидејќи моментално тоа не е случајот. Ние во наредниот период ќе го иницираме низ комисијата на политичкиот систем, спремни сме да учествуваме во сите работни тела за изборниот законник, затоа што има многу измени кои се насушно потребни да се донесат. Непосредно од моето искуство ќе нагласам формулата за рекламирање за платено политичко рекламирање. Всушност, иако и таа формула сега дозволува граматичко толкување на одредбите, така што не мораше ова да се случи, навистина не мораше ова да се случи, можевме и ние и знам да добиеме платено политичко рекламирање, но не преку малициозно толкување на законската одредба дојдовме во оваа ситуација. Затоа ајде да ја појасниме, затоа што на нас ни правеа филмови политичарите од ВМРО ДПМН дека им е жал за ситуацијата. Многу им е жал за ситуацијата. Еве, ако им е жал за ситуацијата, ајде да го испегламе законскиот текст, да не доаѓаме во ситуација да им биде жал. Ајде да го испегламе изборниот текст сега, одма, и да не бидеме во ситуации такви. Понатаму има други прашања кои треба да се одговорат.
отворен. Кога побогу ќе дојдеме во ситуација да ја придвижиме работата за една изборна единица? Или уште 15 години ние сите ќе разговараме, вие медиумите, експертите, политичарите, да, потребно е, Гаши ќе ви кажува на собраниски брифинци, и пак на крај ќе дојдат 6 изборни единици, ќе пропаднат 60.000 гласови кои нема да се преточат во пратеници, и тоа ќе ги биде реалност, и повторно ние овде ќе глумиме некој демократски процес кој не инволвира. И не само тоа, и уште многу измени во изборниот закон. Ама не е на мене да ги кажа, ама не е и на ВМРО да ги каже. Време е да ги каже граѓанскиот сектор, време е да ги каже академската фела, време е да ги кажат меѓународните мисии и инстанции. Време е тоа да го кажат граѓаните. И затоа е потребно ова да го инициираме сега. Во овој втор дел од пресконференцијата сакам да се осврнам на еден друг развој на настаните, а тоа е во поглед на состојбата со иницирањето на надзорна и анкетна расправа во поглед на трагедијата во Кочани. За ова имам неколку работи кои сакам да ве информирам. А пред се, почетокот на декември, ќе биде свикана комисиска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. И на оваа седница ќе присуствуваат иницијаторите на оваа представка, тоест подносителите на оваа представка, така што овие родители ќе бидат присутни на оваа седница каде што ќе се разгледува нивната представка. И сакам да се вратиме малку хронолошки, дека ние моментално се наоѓаме во еден судски процес помеѓу Димитар Апасиев и Африм Гаши, затоа што Африм Гаши ја укина обидот за организирање на надзорна расправа во постојаната анкетна комисија против деловнички пред да почнат припремите за избори. Тоа е една инстанца. Втора инстанца е дека имаше повик на ИРЛ јавен до сите пратеници да се инициира надзорна расправа. Јас ќе ве потсетам дека прво подпишан на таа иницијатива беше пратеникот Борислав Крмов. И ние сите останати 5 пратеници на Левица бевме спремни во било кој момент да ја пополниме таа листа, тие 6 подписи беа обезбедени. За надзорна расправа се потребни 15, за анкетна расправа посебно се потребни 20. Во било кој момент, јас ќе ги повикам сите групи од ова собрание, и ВМРО да помена и ЗНА, и ВРЕДИ, и СДСМ, и ДУИ, да се приклучат. А посебно за опозицијата, затоа што опозицијата вчера нагласи дека ќе иницира надзорна расправа и анкетна, посебна анкетна за пожарот во дискотеката на Кочани, и ние го поздравуваме. Ние сме спремни да ги дадеме нашите 6 подписи и мислам дека веќе го задоволуваме бројот и од 15 и од 20 за да се иницира овој процес. Но истовремено морам да потсетам дека партијата на Венко Филипче имаше месеци каде што можеше да се подпише на нашата иницијатива за надзорна расправа. Што се чекаше? Што се чекаше за да дојдеме во оваа ситуација сега да се прави надзорна расправа? Мораме да бидеме искрени пред фактите. Ние повторно сме волни да го направиме. И не само тоа. Преку комисијата на председателот на Левица Димитар Апасиев, пред почеток на секоја седница, ние ќе пробуваме да го инициираме овој процес, доколку не се придвижи никаде. Затоа имаме надеж дека ќе се случи надзорната расправа или посебна анкетна. Сметаме дека условите се зрели, сметаме дека и сите објаснувања кои ги имаат досега пратениците од владачкото мнозинство зашто треба тоа да се почека, сите се истрошени. Дојдени сме во момент каде што нема оправдувања и затоа искрено се надевам дека ќе успее оваа потреба општествена да го организираме ова каде потврдили институциите, да видиме, за да можеме во иднина да спречиме да постојат
времено темпирани бомби во нашето општество каде што може да настрадаат наши граѓани и затоа е потребно тоа сега веднаш да го направи. Нашиот председател и пратеник Димитар Апасиев следната недела ќе има пресконференција со медиумите каде што ќе ги обелодени сите детали во однос на овој процес, но за сега мислам дека ова е потребно вие како медиуми да го знаете. Дали имате прашање?